Дискотеката Пулс, во која се случи несреќата, не била затворена, тврдат од УЈП била само казнета. Во дописот од управата пишува дека во декември диското не било пломбирано од страна на управата, туку изречена му била казна за сторен прекршок согласно законот за регистрирање на готовински плаќања со кои се уфаќа делот на издавање фискални сметки, но влегува исправноста на фискалниот апарат. Тврда дека пломбирањето е извршено кај друг угостителски објект, кај кој биле направени проверки и по кој изречена привремена забрана за вршење дејност од 15 дена во јули 2023. Од управата посочуваат дека обврзникот неколку пати бил со блокирана сметка, прво во 2022, потоа во 2024. Во рамките на законските надлежности на УЈП кај должникот обврзник МММ Кафе ДООЛ во неколку наврати во период од крајот на 2022 година се реализирани постапки на извршување на неплатен долг со блокада на сметка и долгот е наплатен, пошто сметката по автоматизам се деблокира од банката. Но од август 2024 година постапките за извршување на долгови се уште активни заради наплата од средства на должникот во банките по повеќе основи, даночни долгови и плати. Колку вработени има во подрачната единица на УЈП во Кочани, дали некогаш даночен инспектор низ годините направил било каква контрола во објектот, освен онаа која се споменува во декември 24 година, конкретно одговор од УЈП нема. Оттаму тврда дека ќе се воздржат од било какви информации заради сензитивноста на случајот. Поради сензитивноста на случајата во интерес на истрагата за овој трагичен настан, управата за јавни приходи ќе се воздржи од соопштување на информации со цел на било каков начин да се спречи влијание на истрагата која е во тек. Според податоците на бизнис мрежа МММ Кафе ДООЛ Кочани, фирмата која стои на втората лиценца за дискотеката Пулс, во 2023 година ја завршил со минус од 3000 евра. Но се уште е нејасно како овој објект со блокирана сметка ја вршел оваа дејност и организирал журки со пејачи и групи.